Добро утро и од мене, како што веќе најави колегата Ордановски, наш гостин овој понеделник е Никола Гелевски, писател и издавач. Колја, добро дојде уште еднаш во нашето студио во утрински брифинг, овој пат со многу добар повод, бидејќи традиционално веќе го организирате со издавачката куќа Твоја Темплум малиот новогодишен сајм на книги од 27 до 30 декември. Тоа е еден вид последна некако културна манифестација која што ја имаме годинава и која што ќе биде богата затоа што планирате 7 промоции на нови книги. Да, баш вртев она, бидејќи наокно е целата архива на самиот настан, кој 12 пат се одржува, почнавме во ГЕМ 2010-та, клубот кој одамна не постои, граѓани за Европска Македонија, и ги има документирано сите досегашни настани и секогаш имало доста богата програма. Првите 5-6 години тоа траеше по цела недела и секоја вечер имаше по неколку настани, главно поврзани со книги, ама доаѓа и гости од страна и така. Една од важните димензии на тој настан, да речам, што може да она тривијално се нарекува мал многогодишен сајм на книги, ама уствари е културна програма, и одбележувањето на не само на важните книги, него и на некои луѓе кои умреле во текот на годината. Имавме, например, трогателни денес се секам на нив, некои беа потресни подсетувања, например, на Игор Исаковски, на Роберт Беличанец, на Лилет Дирја, на Милијана Ленак, во рамките секоја што било на тој мал многогодишен сајм, така што неговата, да речам, она функција е многу повеќе од продажба на книги. И порано, по тоа овогодишниот се разликува, имало барем 6-7 издавачи, главно овие помаливе од профил на Темплум, ама бидејќи и таму работите се лоши во нашите издавачки кругови, не успеавме оваа година тоа да го направиме, така што со една нова мала книжара во Скопје, Гладно срце се вика, со нив како го правиме. Да, таа е во центарот на Скопје кај излет. Да, спроти излет, во тој пролазот меѓу. Да. Така што ми беше важно да го задржиме тоа, има супер она традиција, важен континуитет, и кој што старијам, тоа ми е се поважно. Например, и Окно исто, порталот, ете, благодарен сум му, исто, скоро волонтерски го работиме, вие знаете, она, медиумите во која состојба се, ама ете, ради тоа е важно. Цела архива на тоа што се случува последните 13-14 години, ја имаме таму, така што... Да, интересно, може би следната година ќе има една книга која што е посветена на овие акции урбани што беа во Скопје. Можам да кажам дека единственото место каде што се уште може да се најде за нив е Окно, бидејќи другите портали ги имаат укинато своите архиви, некои веќе не постојат на вестниците архивите што постоја порано, веќе не постојат и веќе практично нема каде да се најдат точни податоци за тоа што се случувало не така одамна, во 2014, 15, 16. Па меморија е клучна за било која култура, ама и за било кое цивилизирано живење. Тоа кај нас исто се заборави, меѓу многуте работи што се заборавија. Така што, мислам, стварно е страшно. Книгите се, меѓу другото, многу важни и ради тоа што се некако најтрадиционален, најбезбеден, да речам ова, сервери пагаат, се уништува. Ама ти ко чувари на меморијата. Исто е многу важно да разговараме едни со други. Затоа исто размислував кога доаѓав навака. Некако се прекинати контактите меѓу цели, не само ова што зборам, дури меѓу нас самите не разговарам, издавачи, писатели, што е многу тесна дејност со малку луѓе. Во целата културна сфера слабо комуницираме, а тек со, да речеме, политичарите, со новинарите, и се послаби стануваат тие нишки. А комуникација, ама здрава комуникација, не формална, во што медиумите во голема мера се претворија, само на обележување некаи формални релации, а не суштински. Суштина на цивилизација, на здраво општество, на напредно општество, кај нас сето тоа е крш, и ради тоа стагнираме и се некако виси, се некои кончиња. Тоа... Добро, еве да видиме што е програмата на малиот новогодишен саем, односно кои книги ќе ги промовира Темплум? Имаме доста нови книги, баш при крајот на година, па тогаш често и се тампираат на програмите издавачки. Ја оживеавме нашата теориска едиција во која долго немавме наслови, 21 век. Имаме сјајна една книга, полуфикција,
есеи, документаристика, активизам од куци за правата на животните. Тоа е прва таква книга кај нас што се појавува поврзана со животни. Имаме зборник за инвалидност, за попреченост исто извонреден. Имаме Нобеловката Луис Глик од минатата година што добива превод на сјаен превод на Магдалена Хорват. Имаме млади наши автори, 3-4 македонски автори, исто ги промовираме, и двете награди наши вообичаени, меѓу другото и тоа мислев која зборев традиција, меморија, 16 пат наградата Новите за најдобар дебитантски ракопис, и тоа исто цела мала историја, речи се никој сериозно не се бавил, макар со текст со таа награда. Така што исто неверојатно, 16 години угледна, голема благодарност за Комерцијална банка, они од почеток стојат за тоа. Најдобриот ракопис добива 1000 евра, тоест авторот на најдобриот ракопис, а од пред 4 години почнавме со слична награда за стрип. Најдобар стрип. Таму немаме некаков донатор кој што е Комерцијална банка, ама го буткаме тоа за да добие углед. Да, така. Интересно е тоа што нонстоп се зборува дека на младите треба да им се даде простор, треба да им се даде место каде што ќе се надпреваруваат, каде што најдобрите ќе излезат некако познати да станат на јавноста. И оваа награда е меѓу ретките што е стварно, зборувам за новите, што е стварно наменета за младите. Да. Ма знаеш Сошка, и на тоа исто мислам да ги поврзам малку работите. Например, они имаат слух, Комерцијална банка, веројатно пред се ради или Илјовски кој таму, барем ја не ги знам, фала Богу, луѓето таму, ама он стварно сака книги, има слух за тоа, мисли дека книгите се важни и ова му е као сјајна прилика да помогне. Ама на тоа мислев она приеска која зборев, не комуницираме едни со други. Порано барем културњаци и новинари се дружа. Сега веќе ни тоа. Така што мене не ми е као да најдам некој донатор и да го влечам, да го убедам као дај. Тоа е малку мислам, понижувачки, недостоинствено. Него да се искомуницира таа релација. Зашто сме ние важни? Зашто се потребни нашите релации? Нашата исповрзаност, ама тоа е тоа. И политичарите создадува некој кордон околу себе, и бизнисмениве, и сите во своите мали, егоистични, често пати параноични светови, си грицкаме, си живуркаме. Така што ова е добар пример Комерцијална банка, или тоа да го... Добро, колку ви се пријавија сега за новите? Има повеќе или помалку? За новите, па да, па не повеќе, не, можда малку повеќе. Добиваме отприлика 20-тина, меѓу 15 и 23 да речеме, во најдобрите години ракописи, али добро е што, например, првите години од 15 тоа на 10 се аматеризам, после 10 страни јасно ти е дека ова. Ама сега интересно, тоа средно ниво расте, така што од 20 што добивме, па едно 16-17 се доста солидни, а едно 5 сите заслужуваат награда. Порано воопшто не беше така, имавме проблеми, баш да извлечеме еден, имаше толку лоши некои што... Така што средното ниво расте, ама за жал не ни се појавило одамна некој вау, да кажеш овака биде фантастична кариера писателска, така што, ама и целата наша книжевност не е во сјајна кондиција, иако има се појавуваат нови автори. Македонска една група, да речеме, веќе се средна возраст 30 и нешто години. Точно, да. Точно, Румена Бужаровска и Надвор веќе позната, има и доста преводи, да, точно, да. Исто така го туркаш стрипот многу, стрипот како една, па понекогаш дури и, да речеме, не знам, не ја памтат никој стрипот, не ја сметат за сериозна уметност, не ја сметат, меѓутоа ти упорен си на тоа дека еве со Лифт и со наградата Лифт им отвараш простор повторно на младите автори. Скоро читав некоја статистика за продавање стрипови. Франција е убедливо најдобро, Франција Јапонија во свет, Франција некаде 2 милиарди прави евра од издаваштвото, а во тоа голем дел се стрипови, мислам околу 40% така нешто. А они се доста скапи последно време, бидејќи се тоа албуми сериозни, не е копурано на трафики. Зборот ми е сериозни држави, прават сериозни културни политики и се држат до тоа. Франција, например, тоа го форсира на сите можни начини. Они поддржуваат преводи на француски стрипови во многу земји. Во Србија, например, има специјална фондација Даниел Окиш, кои генерално поддржуваат француска книжевност, но голем дел даваат и за стрипови. Стварно се неверојатни французите
во тоа поле. Зборот ми она пак да се вратиме на комуникација што отсуствува кај нас. Сериозни земји, дури такви земји, на пример како Франција, кои прават неверојатни пари од издаваштво, а да не зборам за Америка, тоа се милиардери издавачки куги и тиражи, или Јапонија, вложуваат во сите, да речам, ланци на производството, во книжари, во дистрибуција, во сето тоа. Хрватска е на исто. Стимулира државата да стигнат книгите бесплатно од Загреб на море. Да. Книжарите сите мали ги одржуваат. Библиотеките ги одржуваат. Овде ги пропагаат во Скопје и најатрактивните книжари кои имала некако. Ама тоа ти велам Сашка, секој со својот ситен проблем. Државата дава само за она што е предраспад тотален, значи она палијативна нека она као пожарникарска некоја политика и нема така што стрипоте на тие рамништа кај нас. Нема публика доволно, нема поддршка доволно, така што она едва и некако со некои странски грантови, ама важен е, велам, во цел свет стрипоте и од секојаш бил важен, така што. Добро, Колја, фала ти многу за ова гостување, за ова блиц информирање за тоа како стојат работите во реалноста. Секојаш е интересно и забавно да се слушне, иако не се секојаш забавни и сјајни информациите што не ги даваш, но сепак, еве, со надеж дека и следната година ќе биде малце подобро, и дека им отвараш простор на младите со овие награди што ги доделуваш. Да, они се важни, они се иднината на културава. Значи, 4 дена трае малиот сајм, надворе, чај, топло вино, пред малата книжарница Главно срце, а наградиве ги доделуваме во вторник во културниот центар Јадро, навечер во 8. Наградата за стрип и наградата за најдобар дебютантски рагопис. Фала што ме викнавте. Да. Ете, прилика да се видат најновите книги на Темплум и наградените стрипаджи и автори на прозни дела. Сашка, фала ти, Колја, фала ти. Морам да ви кажам да споделам во последната минута у разговоров. Денови размислуваме интензивно со колегите од Слободен печат со кого да направиме новогодишно интервју. И верувате, имаме голема мака, се разбира, бидејќи новогодишно интервју, па се мисли дека тоа сепак треба да биде некој кој што во една поголема смисла ја одбележал годината, а не неопходно да биде политичар, бидејќи од политичарите ние и нам до овдека, барем за оваа година, тие се секој ден по медиумите. Многу тешко доаѓаме до идеја кој би бил тој некој. Не мислам дека во Македонија има секако многу луѓе со кои може да се разговара, меѓутоа не ни паѓа на ум овај што Колја го говори. Некако замре таа дискусија, некако се е потиснато на маргини, секој е повлечен во своите атари, секој се штити, никој не ја одбележа годинава, може би со исклучок на еден-двајца луѓе, жени и така. Меѓутоа не гледаме очигледен кандидат Колја, еве и на таа линија на која што ти говориш, бидејќи нема нити една, како да кажем, на филозофска дистанца некој што би ја направил, нема некаква значајна, па ни значајна книга, ако сакате, кој ќе одбележи на Да, филмовите во ред, ама и тоа се годинава нели, едно ниво кое се одржува, но ништо спектакуларно. Театрите не работеа заради пандемијава, па немаме режисерски остварувања, глумечки, така. Некако оваа година ни отиде малку така порамно него што обично сме навикнати. Не знам кој епидемијата сигурно придонесе за тоа затварање, ама генерално обединувачки фигури ни фалат. Највидливо е тоа во политиката, раскарани се на еден бесрамно примитивен начин. Третираме нив секој ден, па се веќе издодевни. Ама тоа изгледа се прелева и надоле. Да. Јас сум иначе редовен читател на Окно, така што информацијата дека утре во 20 часот во Јадрото, инаку во Дебар Мало е културниот центар, ќе се доделува наградата, едната и другата и за стрипот и ова, ќе се обидеме со супругата да дојдеме. Одлично.